Со ваква посветеност, работење, труд и дела, ВМРО ДПМН сигурно ќе победи на наредните локални избори. Ова го изјави премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, кој денеска им ги врачи книшките на новите членови на партијата во редовите на градскиот комитет, одбележувајќи го 40.000-тиот член. Тој посочи на статистиката на интернет преварувачот Google, според која заинтересираноста на странските туристи за Република Македонија и особено градот Скопје денеска е зголемена за 600 пати во споредба со 2006 година. Од заинтересираните кои што преку Google се интересираат за туризмот во Македонија, практично го бараат Скопје да го видат како дестинација над 2/3 од заинтересираните кои што се заинтересирале преку Google да дознаат нешто за Македонија, се заинтересирале над 2/3 токму за градот Скопје. Тоа говори дека работата што ја работеа градоначалниците во Скопје, во сите општини во Скопје, начело со градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, дава резултати. Скопје го прави многу поинтересен, многу попривлечен град, како за туристите, така и за секој граѓанин и пред се и за жителите на градот Скопје. Затоа можам да кажам дека со една ваква посветеност, со едно вакво работење, со еден ваков труд и дела, ВМРО ДПМН сигурно ќе победи на наредните локални избори во Скопје. Лидерот на владеачката партија со став и за одложувањето на опозицијската СДСМ во однос на можниот нивен кандидат за градоначалник на Скопје. Денеска кога се движам низ улиците на Скопје, низ реконструираните улици, низ новите булевари, низ проширените булевари, кога ги гледам новите паркови, новите објекти, згради, административни згради, новите работи што Скопје го направија многу поубав и го направија вистинска метропола. Сваќам зошто СДСМ толку време не може да избере кандидат за градоначалник на Скопје. И кога гледам колку нови луѓе ни се приклучуваат во ВМРО ДПМН, квалитетни луѓе од сите општествени слоеви и од сите социјални групи. И колкава масовност приоѓа кон нас, пред се заради тоа што го правевме досега, заради нашиот труд, енергија, дела и резултати. На одбележувањето на јубилејот 40.000-ти член на Скопскиот градски комитет се обратија и градоначалникот на Скопје и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајановски и председателот на градскиот комитет и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Коневски, кои подвлекува дека со низата спроведени програми и активности на партијата во соработка и со поддршка на владата, Скопје прерасна во вистинска европска метропола. Градот Скопје е ВМРО-вски град. Во градот Скопје градоначалникот на град Скопје е ВМРО, од ВМРО ДПМН и исто така и 6 градоначалници од 10 се од редовите на ВМРО ДПМН. Тоа јасно зборува за поддршката која што граѓаните на градот Скопје му ја даваат на ВМРО ДПМН. И тоа не е случајно. Тоа е плод на добриот избор на кандидати за градоначалници 2005-2009 година, исто така на добрите програми, а уште повеќе на реализацијата на тие програми. Според Коневски, токму реализираните проекти придонесоа граѓаните да ја препознаат вистинската опција и масовно да ја пристапуваат на партијата. Членството во нашата партија представува борба за идеи, за концепти садени во мислите на секој човек, на секој кој што мисли добро на нашата земја, на градот Скопје. Вратите ни се постојано отворени за сите луѓе. Ние сме, впрочем, партија на обичните граѓани. Ние го слушаме гласот на секој човек, тоа не правило различни во минатото, не прави различни денес од сите други политички опции. 40.000-тиот член Антонија Андонова ги повика сите луѓе да се приклучат во оваа партија, чии идеи обединуваат.